Благодарам, председателе. Колеги пратеници, минатото лето ми беше на гости една моја пријателка од Белград, која живееше и во Хрватска во најтешките денови, па потоа и во Србија, и беше сместена во еден стан, каде што можеше да следи мал број на програми, меѓу кои македонската телевизија, и се сеќавам, не беше тука ни цели 24 часа, ми се јави по телефон и ми вели: Радмила, што се случува со Македонија? Јас мислев дека била на улица, дека нешто видела што се случува во реалниот живот. Се изненадив кога ми кажа дека впечатокот е само од гледање телевизија на националниот канал. Ми вели: поминав низ неколку држави и видов неколку национални канали. Ама она што го видов на телевизија во изминативе 24 часа ме подсетува само на едно време и на една земја, а тоа е Србија во времето на Милошевиќ. Се изнагледа она и вести, и така наречена документарна програма, така наречени копродукции, и тоа беше во една реченица нејзиното резиме за тоа каде тргна македонската радиотелевизија. Колеги пратеници, зборуваме за телевизија во која што се сливаат пари на граѓаните и директно и индиректно. А притоа, ако кликнете на најкоментираната статија, најкоментираниот прилог од цела македонска телевизија за изминативе неколку недели, ќе видите дека бројот на коментари е ни повеќе, ни помалку 4. Ајде сега размислете каква е таа телевизија и какво е тоа влијание и почит и рейтинг кај македонската јавност, кога за најкоментираната вест завредиле цели, замислете, 4 коментари. Ево вакво тешко време, не предизвикано од пари, туку предизвикано од политичка волја да се злоупотреби, инструментализира и партизира јавниот медиум, денеска дискутираме. И притоа математиката и сметководството кое што ни го дале е најмалку важно. Таа телевизија, например, во изминативе денови не покри 1001 настан за кои граѓаните беа сведоци. Меѓутоа, таа телевизија 2 пати ни цитираше соопштение од Министерството за култура, наменето да демантира други медиуми. Вратете се назад неколку дена во аналитиката и ќе видите дека тоа беше најдолгата вест која ја создаде македонската радиотелевизија, јавен, а не владин радиодифузер. Колеги пратеници, работите секој ден и секоја година, откако ги дискутираме овие планови, програми и извештаи, стануваат се полоши и полоши. Како по бројките, така и по содржината. Јас не го чув представникот овдека да ни ги образложи крупните разлики во бројките за кои што говореше мојот колега Стојановски. Не ве чув. Ни малку, ни помалку, ни повеќе 100 милиони денари негдека се. А не знаеме зошто, не знаеме каде. Тоа може би треба да ни помогне кога ќе го прочитаме мислењето на ревизорот, кој што вели дека не одговара финансискиот извештај на реалната слика и оно што се случува во компанијата. Полошо мислење од ова здравје. Колеги пратеници, во многуте бројки неколку одскокнуваат. Например, со радост би го примила податокот како граѓанин на Република Македонија, која плаќа својата радиодифузна такса, кога би видела она што стои во една од табелите, дека во 2011 година се потрошени повеќе од 3,5 пати пари за програмски трошоци. Колеги пратеници, 3,5 повеќе пари се потрошени за програмски трошоци отколку минатата година. И јас ве прашувам сега вас, каде е 3,5 пати поголемата програма? Каде се барем малку подобрените вести и информативна програма? Каде е собствената продукција? Пред само неколку дена Советот за радиодифузија реши да практикува дисциплина со еден медиум кој вчера почна со работа. Тоа не важи за МРТВ.
МРТВ ќе се шлепа уште години, како им се плановите и за следната година, ќе се шлепа на програми од пред 20-10 години, ќе се шлепа на партиска програма, ќе се шлепа на чудни копродукции, а при тоа ќе троши повеќе од 3,5 пати, не 3,5%, 3,5 пати повеќе пари за програмски трошоци. Каде отидоа? Денеска не чувам. Колеги пратеници, вториот податок кој ми отскокнува е податокот за продажба на рекламното време, или парите кои МРТВ, земајќи од заедничкото време, ги добива за маркетинг. Имено, уште во 2010 година, 52 милиони денари МРТВ ги добиваше од реклами. И при тоа, според наодите на ревизорот, овие пари беа многу сомнителни. Зошто? Заради тоа што беше продавано, согласно ревизорски извештај зборувам, беше продавано маркетиншко време, телевизиско време, на посредници, кои потоа го продаваат на фирми, и при тоа сумата која МРТВ ја зема од посредникот е многу ниска. Значи, овие 52 милиони денари, кои што ги добивала МРТВ, се практично подценети, пониски од реалната вредност. Погледнете што се случува сега со тоа маркетинг, продадено време за маркетинг. Ако тогаш биле ниски 52 милиона, сега се катастрофални 15 милиони денари. Колеги пратеници, што се случува со телевизијата? Каде одат овие пари? Повеќе од 3 пати помалку се парите кои што ги собира за маркетинг. Или телевизијата е комплетно капут, заради тоа што никој не е заинтересиран во неа да рекламира, или криминалот кој во 2010 година бил констатиран од страна на ревизорите, сега станал само проширен, надграден и подлабок. Одговор на ова прашање исто така не добивме. Третата бројка која мене барем ми отскокнува. Погледнете, останати деловни приходи, камати, курсни разлики, ќе се сложите дека на курсни разлики во Македонија плюс минус не може голем да се направи. И интересно, отпишани обврски и приходи од минати години. 314 милиони денари. Минатата година биле 62. Што се случува? Каде одат парите? Каде се кријат? Дали се ова скриени трошоци од минатата година? Јас не можам да кажам. Ама тој што треба, денеска не говори на таа тема. Следен податок, кој мене барем ми изгледа важен за споменување, се дополнителните расходи. Погледнете само дополнето утврдени расходи од минати години, како многу фино Македонска радио телевизија или одговорните лица, како вака од ракав изфрлаат 500.000 евра, 200.000 евра, 300.000 евра од минати години, што покажува дека играњето и фалсификувањето на извештаи, виртуелната математика, алхемијата која што се прави секоја година кога треба да се даде извештај до собранието, доживува невидени размери. Дополнителното утврдени расходи од минатите години се 26 милиони денари. И сега зборува фактури во странство и така натаму, има 10 ставки и на крај пак уште една. Други дополнителни трошоци. Пазете, други дополнителни трошоци, уште 250.000 евра. Кои се тие други дополнителни трошоци? Ако не се патни сметки, управен одбор, придонеси, авторски договори, фактури и така натаму. Каде одат 250.000 евра само под 10-та ставка на 4-та подставка? Колеги пратеници, може би за МРТВ или првите луѓе кои ја водат, тоа се малку пари. Ама дури и за луѓето кои работат во МРТВ, ова е крупна сума која бара одговори. Слични еквилибристики си играл изготвувачот на овој материјал и на следната страница, па ни вели вака: парите кои што оделе 62 милиона за откупени програмски права биле за откуп на ТВ права за тениски турнири во 2011, па после уште 4-5 точки откуп на ТВ права за пренос на тенис Ролан Гаро. И што е ова, не е тенис? Ова се само ситни штосеви кои изготвувачот ги припремил само за да не ја говори вистината и само за да ја замагли вистината. И врвот од се, јас на вистина се чудам, 68 милиони денари се дадени за наброени 11 продукции.
ВМРО, Скопје 2014 и така натаму. Немаме кој ги прави. Знаеме за некој, не знаеме за сите. Меѓутоа, како може со 68 милиони денари све дадени на копродукција? Се уште МРТВ да плаќа 20 милиони денари хонорари и уште на следната страна скриени уште 21,5 милиони неисплатени хонорари. Милиони и милиони денари или евра, парите се на граѓаните, а криминалот се знае чив. Благодарам. Господинот Сарач Ердоган има збор.